Во Солун на 23 октомври 1893 е одржан основачки состанок на Македонската револуционерна организација. Во 1894 објавена е нејзината програма. Во 1894 излезе и книга под псевдоним Вардарски на Петар Попарсов под наслов Стамболовштината во Македонија и нејзините представници. Програмската платформа е во согласност со македонската национално-политичка концепција на лозарите, сообразена и со условите на Европска Турција. Вардарски го дава односот на Сарафов, кој е бивш бугарски министер и тогашен директор на бугарската гимназија во Солун. Вардарски во овој програмски текст подбивно му се обраќа. Тешко е, бај Сарафов, кога човек ќе падне еднаш морално пред очите на луѓето. И ве уверуваме дека таква и ќе биде положбата на сите твои сонародници што доаѓаат во Македонија со претензии да создаваат бугари. Нема да прокопса ни бугарската идеја ако одите со тој ум. Зашто ние, македонците, асли ништо немаме. Ништо не сме спечалиле благодарејќи на слепата доверба кој своите божен браќа. Па немаме и што да изгубиме. Жално е. Но што да правиме кога мнозинството од нашата интелигенција е расипана од вашето злато? Едно време златото на нашиот земјак, царот Филип, ја подкупи разложената атинска интелигенција и ја пороби Грција. Сега дошло друго време. При сосема противположни услови, брата си го продал. Вардарски го опишува односот на Сарафов кон своите учители. Со едни се ракува љубезно, на други само им подава рака, а трети не ги ни погледнува. Првите се привилегирани се верници, вторите се благоразумните, а третите? А знаеш кои се третите? Тие се сепаратистите. Основачите на Македонската револуционерна организација, МРО, ја критикуваат во прв ред интелигенцијата и нејзината слугинска поставеност. Ке запишат. Како љубезни чеда, раководени во Солун од Сарафов, на кои тие се индиректни слуги, шпионирајќи овдека, онега, тие се господари во Солунската гимназија и слободни се катадневно да фрлаат по некоја навреда на адреса на Македонија. Ние ве храниме. Храни куче да те лае. Немате луѓе за работа. Вардарски понатака ќе запише. И додека бугаринот има широко поле да ја изрази својата општествена дејност, за македонецот остануваат само училиштето и црквата. Па ако му се одземе и тоа, тогаш тој силум се тера да се грижи само за своите лични интереси, кое што инстинктивно го прават и дивите зверови.
епископ Арсов вели: и токму нашата општина, единствената народна установа што ја зачувала нашата народна и човечка физиономија низ 500 годишниот период, екзархијата ги употребува сите средства за да ја претвори во нула. Да го задуши народниот дух. Токму таква е нашата положба. Ни даваат пари за да не убијате. Поѓаволите тие пари кога председателите, владиците, учителите се во раце на северните бугари, со единствен мотив на бугарската пропаганда. И свесно се стреми екзархијата да го убие секое посамостојно движење кај нас и сака да го постави бугаро-македонскиот дух во полна зависност од неа, да го огради како пилево кафес за да располага со него, да не окове во синџири, за да не разигрува како мечка и да не води онаму од каде што го добива големиот бакшиш. Вардарски пишува: екзархијата дава пари и купува ветер, зашто народност со пари не се купува. Тоа е такво деликатно нешто кое штом ќе се сети дека го пазарат, се фиросува. Народноста како идеја може да постои само кај луѓе што се одушевуваат од повисоки идеи воопшто. Што сакате, впрочем, од куклите што ги создава екзархискиот режим? Со ним ќе се игра секој што им го знае простиот механизам – мевот. Вардарски ги исмева изборовите на бугарите, дека тие биле покултурни од македонците. Смешно е да се зборува зашто простиот македонец токму спротивно си го мисли, наречувајќи ги северните браќа безобразно, шопи. Вардарски подсетува: верува ли екзархот дека нема да дознае народот најпосле каде е злото? Од Скопје се слушаат гласови: не сакаме да знаеме за екзархот. Основачите на револуционерната организација веќе отворено најавуваат дека во Македонија сепак има луѓе што нема да ја остават екзархијата да се игра со цел народ по свој кејф, па заканувачки подвикнуваат: до кога ќе бидеме храненици? Нема ли еден ден пак да станеме на своите сопствени нозе? Или уште ќе лазиме? Ѓорче Петров ќе потенцира: антиекзархизмот беше првата стапка на организацијата. Македонската револуционерна организација на Конгресот во Солун во 1896 година донесува устав во кој таа се именува Тајна Македоно-Одринска револуционерна организација. Со проширувањето на организационата мрежа во Македонија почнуваат да се формираат тајни кружоци и комитети сред македонските ученици, студенти и емигранти во странство. Организациони филијали на ТМОРО беа формирани во Швајцарија, Австрија, Грција, Англија, Франција, Америка и во Русија. По иницијатива на студентот по Духовна академија Иван Сапунаров од Костур, на 12 ноември 1900 година во Петербург беше основан тајниот македоно-одрински кружок ТМОК. Негова цел е да се сочува формулираната протоколна книга. Во неа, покрај другото, пишува: нашиот кружок има цел да го помага материјално македонското дело и според своите можности да го следи одот на тоа дело. Меѓу 10 основачи на кружокот се најде и студентот Крсте Мисирков, како и Димитрија Чуповски. Во 1902 година на чело на кружокот застана Мисирков. Тој беше афирмиран во високите научни и општествено-политички кругови на Русија. Често беше во угледното Санкт-Петербуршко словенско благотворно друштво и учествуваше во бурни дискусии за Македонија.
Уште од 1901 Мисирков почнува да се појавува со своји статии на македонски теми во дневниот весник Санкт-Петербургскија ведомости. Членовите на ТМОК биле информирани за она што се случува во нивната татковина и за она што се размислува и се прави за Македонија во балканските и европските кругови. На 17 октомври 1902 година кружокот пушти лист со потписи за собирање помош од руските студенти за веќе започнатото востание во Македонија. Целта на востанието, според овој лист, била македонските словени да добијат таква независност и самостојност со каква што се ползуваат веќе сите други словенски народности на Балканскиот полуостров. Во руската престолнина, членовите на ТМОК, начело со Мисирков и Чуповски, на 28 октомври 1902 година, го подпишуваат основачкиот акт на Македонското научно-литературно другарство, во кое програмски пишува: со секоја година бројот на нас, родените во Македонија, што се школуваме во високите школи во Санкт Петербург, се зголемува. Средното образование го имаме добиено во разни училишта во Турција, Бугарија и Србија. Тоа послужи за разединување меѓу нас и надвор од границите на Балканскиот полуостров. Треба да ги избегнеме жалните резултати од таквата поделеност, за да имаме можност да се обединиме врз почвата на единството на татковината, со исто потекло иднина, како и врз база на заедничкото изучување на својата татковина од историско, етнографско, фолклорно и јазично гледиште. Ние, долу подпишаните, имаме чест најпокорно да го замолиме Санкт-Петербуршкото словенско благотворно друштво да ни дозволи да се собираме во неговите простори врз истата основа врз која што се одржуваат таквите собранија на чешката, бугарската и српската младина што учи во Санкт Петербург. Овој меморандум не ја одушеви српската и грчката пропаганда, мощно ја заплаши бугарската. Со дезинформации и клевети беа ангажирани бугарската екзархија во Цариград и бугарската влада. Христо Шалдев е председател на ТМОК во Петербург. Тој со писма ги известил Централниот комитет на ТМРО во Солун и Врховниот комитет во Софија за опасноста на бугарштината во Македонија, што се крие во новото сепаратистичко движење. Шалдев и другите гледаат опасност од Мисирков. Затоа Шалдев му праќа писмо на Сапунаров, во кое вели: во полза на делото при поминување на Мисирков низ Солун, да му сугерирате да биде искрен работник на нашата организација. Сапунаров на ова му одговара: Мисирков помина одовде и зборувавме надолго и широко. Мисирков заминува за Битола. Тој се вклучува во подготовките на востанието, прави и организирани вежби со оружје, праќа дел од својата плата во прилог на другарството во Петербург. Мисирков пишува свој дневник. Во дневникот пишува: јас не можам да заборавам дека се и должам на својата татковина. Слободата на мојата татковина е и моја слобода. Јас ја уважувам честноста, ризикувајќи го својот живот во нејзина полза. Животот што ми е толку скап. Мисирков стана домашен учител на децата на рускиот битолски конзул Ростковски. Мисирков се обидуваше да влијае врз руската балканска политика. Во почетокот на Илинденското востание, конзулот беше убиен во присуство на Мисирков. И Мисирков мораше да ја напушти Македонија заедно со мртвото тело на Ростковски.
Мисирков се врати во Петербург. Во статии ги објасни причините на македонското востание. Крста Мисирков одржа предавање пред другарството. Што направивме и што треба да правиме за однапред? Имат ли се нужда од македонски национални научно-литературни другарства и националниот сепаратизам, земјишчето на кое се имат развиено и ќе се развиваат за однапред? Кон тие текстови Мисирков ги додаде студиозните истражувања и сознанија. Состауала, состауат и можат ли Македонија да се состауат од себе одделна етнографска и политична единица, и неколку зборови за македонскиот литературен јазик. И со јадровит предговор ја оформи првата книга на современиот македонски литературен јазик и правопис. Книгата ја напечати во Софија во декември 1903. Мисирков укажува на основната тенденција на неговата книга, на другарството и зошто е потребна кодификацијата на македонскиот литературен јазик. Мисирков потенцира: онајет прво Македонија да се неутралисат за Бугарија и Србија и да се оддалечит еднакво од двете држави, и друго, она требит да се објединит на јазична основа. Тие принципи ќе раководат изработувањето на литературниот наш јазик, они ќе раководат и праописот. На тие два принципа одговарат: прво, прилепско-битолското наречие за литературен јазик, како еднакво далеко и од српскиот и бугарскиот јазици, и централно во Македонија. Второ, фонетичниот праопис со употребените во таа книга писмени знакои и со мали отстапки на етимологијата. И трето, речничниот материјал да е собрајне од сите македонски наречија. При тоа, уште во предговорот, Мисирков дообјасни: како последувач на идејата за полно одделање на нашите интереси од интересите на балканските народи и за самостојно културно-национално развијање, јас и ја написав на централното македонско наречие, кое за мене, од сега натамо, имат да бидит литературен македонски јазик. Настанува историски момент. Македонската иднина се прошири во европската јавност. Тогаш Војдан Чернодрински со својот македонски театар дава представи во Бугарија и во Србија на македонски јазик. Се печатат македонските драми на Марко Цепенков, на Димо Хаджидинев, на Антон Страшимиров и други. Бугарскиот и српскиот печат алармира дека се пишува и македонска граматика. Во Одеса се приготвува списанието Вардар од Мисирков на македонски јазик. Се афирмира четвртата јужнословенска книжевност. Чуповски води разговори во турската и во австро-унгарската амбасада во Петербург за решавање на македонското прашање. Крста Мисирков во писмо од 20 јуни 1904 година пишува: ако ја добиеме владата на Австро-Унгарија како што има изгледи да ја имаме Русија, тогаш лесно ќе ја постигнеме целта. Војводата Димитар Мирасчиев и четникот Јордан Ангелов
наскоро се приклучуваат кон организацијата. Бугарската влада ги превзела сите мерки за спречување на овој забрзан развој на македонското национално дело. Во собава на Крста Петков Мисирков најдов уште едно писмо. Писмо на револуционерот Јордан Ангелов. Во писмото пишува: Димитар Мирасчиев беше се зближил со Мисирков и беа се согласиле кон слободата на Македонија да се прибави и националната и јазичната автономија на Македонија. Да почнат да се издаваат книги и весници на чист македонски јазик. Кон оваа идеја се присоединив и јас со длабоко убедување дека токму таму е јадецот на слободата на Македонија. Но, не поминаа 1-2 дена, книгата уште в печат. Во една прекрасна зимска ноќ, јас и Димитар Миражджиев се најдовме во бели гаки во Софискиот учестак. А Кутриот Мисирков беше летнал по неволја преку граница, та дури во Русија екстрадиран. Нас не ругаа дека сме сепаратисти и неблагородници. Што се не ни правеа за слободата на Македонија. Уште на 28 јули 1902 година, во време на Македонскиот конгрес во Софија, Борис Сарафов изјавил: Ние, македонците, сме само македонци, не сме ни срби, ни бугари. Ги симпатизираме едните и другите. Кој ќе не ослободи, фала му, но нека знаат и србите и бугарите дека Македонија е само за македонците.